мислам, самото тоа финансирање кој ќе кажеме дека за парламентарните партии има 95 или повеќе проценти од финансиите за избори, тоа се околу 3 милиони евра по партија, а кога за малите партии, да кажеме, тие што се вонпарламентарни има околу 3% поделени на 300 партии, тоа доаѓа некаде околу 500 евра, колку е таму по партија, што да плати човек побрзо. Така да во старт се гледа дека борбата на тој род не е рамноправен и во секој случај финансиите многу влијаат, тоа е нормално, дека луѓето денеска многу се подложени на влијание и на медиумите, и на мрежите, и се, и која год телевизија да отвориш, гледаш реклами од една-две партии, кој год медиум да го отвориш на социјалните мрежи, фрчат со такви реклами, луѓето имаат, како да кажам, некој сугестивен момент дека тој што е силен, тој што е моќен и со пари, и со реклами, и со се, тој може да ги заштити на некој начин, тој може да им пружи сигурност и токму затоа инстинктивно луѓето гласаат за такви луѓе и тоа е еден вид на стокхолмски синдром кој што постои и се развива со новиот систем на затворени листи и кој што тотално се разбива ако се воведат затворените листи.